Генерален спонзор на документарниот серијал Патуваме низ Долденска околија е Владо компани Прилеп. Денот беше убав, есенски што се вели, не многу студен, таман како што вели народот за патување. Ете Господ сакал, како што вели народот, да го посетам прилепското село Гостиражни, мощно рано во утринските часови. Овој пат во Гостиражни не дојдов со мојот верен пријател и сопатник, рускиот джип од марката КамАЗ, кој го остави малку и тој да одмори, малку да се сервисира, да се подготви за престанатиот дел од есента, а богами и зимата, заеднички да го продолжиме нашето патешествие низ руралните региони и заборавени села низ Македонија, туку со новиот воз кинезот Мао Цетунг, како што го нарекува народот по еден од големите кинески државници Мао Цетунг. По речиси 2,5 часа удобно возење, по тргнувањето од железничката станица во Скопје, слегов на железничката станица Гостиражни. Покрај мене, на оваа железничка станица се симнаа уште неколкумина со патници кои по краткиот престој на станицата секој си замина кон својата крајна дестинација во неколкуте соседни села на селото Гостиражни. Откако се симнав од возот и додека со мојот поглед го пратев хоризонтот, препознавајќи едно од многуте патчиња, кое да одберам за да го продолжам патот кон селото во Гостиражни, слушнав еден непознат глас: "Здраво, Зоране, добре дојде во Гостиражни. Дојди понавамо, поодблизу да се видиме." Откако им се приближив и откако си рековме здраво живо, непознатиот глас што пред малку ми довикна ми рече: "Јас сум Владо Григоровски, а другаров што е со мене исто така се вика Владо, но Котески. Ние двајцата од изутрина те чекаме. Можеби малку е и чудно што Чичко Благоја од Силјановци, со кого ја направи последната емисија за село Гостиражни и за празникот на летна Света Петка, што го слави нашиот манастир Света Петка, не те пречека. Тој не е тука. Пред некој ден замина кај своите во Скопје за да си земи пензијата. Па не замоли ние овој пат да те бидеме домаќини, а ти наш гостин на денешниот и утрешниот празник Петков ден да направиш уште еден видеозапис, кој видеозапис ќе го оставиме на генерациите гостиражанци што ќе дојдат по нас да видат како се представува Петков ден во овој многовековен манастир, не рече Владо Григоровски. Не сум изненаден. Со Чичко Благоја се слушнавме пред некој ден преку телефон и тој ме и напомна дека можеби нема да биде тука во неговото родно Гостиражни за Петков ден. Накратко ќе замина за Скопје за да си ја земе пензијата и некој ден ќе поседел да се види со неговите, а ми напомна дека наместо него дека ќе ме причекаат двајца помлади негови соселани со исто име Владо и ми рече: "Ти само слези од возот и тие ќе те пречекаат", му одговорив. Јас не сум од ова село, Зоране.
туку од друго село сум од Новоселани, кое исто така припаѓа во атарот на Долненската околија. Инаку сум член на манастирскиот одбор, еве неколку години, заедно со другите членови, заедно со народот, да помогнеме малку, да го обновиме и да го заживееме ова наше македонско православно духовно светилиште, ми рече господинот Глигоровски. А пак, јас сум по потекло од Гостиражни, поточно роден сум во Гостиражни, покрај тоа што јас сум член на манастирскиот одбор, оваа година сум и домаќин на зимскава слава на манастирот Петков ден. Навистина се било збор и јас бев на летната слава на нашиот манастир и добро запаметив кога на собраниот народ те покани да дојдеш на гости на Петков ден и кога на собраниот народ им се обрати со овие зборови. Само Господ Света Петка на сите здравие да ни даде, пак ќе дојдам, пак да се видиме заеднички да го дочекаме празникот, ми велеше именјакот на Владо Глигоровски, Ладо Котевски. Ете, сполајмо на Бога, сполај и на Света Петка, денеска дојдов во Гостиражни, а вие да ми бидете домајкини. Голем грев ќе направев ако не дојдев, затоа што пред се дадов збор пред манастирот, што го носи името на денешниот празник, да останам на заслогот на манастирската слава. Воедно, иако не сум дома, и мене ми е куќна слава, моите дома ќе ја дочекаат без мене, ама јас овдека ќе ја пречекам, но секако само како гостин им реков и ки нисавне во правец на манастирот. Како што го одминувавме, речиси 2 километарскиот шумски пат, кој кривулиста се извиваше меѓу давовата шума, така со моите домајкини, Ладо Глигоровски и Владо Котевски, си се разрзавме со муабетот и речеси не осетив колку брзо дојдовме пред манастирската порта и влеговме во манастирскиот двор, откако си рековме здравоживо со престанатото манастирско настојателство, кои ги завршува последните подготовки за манастирската слава и откако малку се одморивме, се напивме од студената манастирска вода и запаливме свеќи за здравие, што се вели, моите домајкини и другите членови на манастирското настојателство започнаа да ми ги раскажуваат многуте манастирски приказни, кои им ги раскажувале нивните дедовци и баби, досега нераскажени, за да не бидат покриени од правта на заборавот. Јас сум Владо Котевски, роден во село Гостиражни, живеам во Горно Лисиче, Скопје. Потекнувам од Стојан и Иванка Велковски. Ние сме 7 деца, Злата, Менка, Грозда, Ротка, Иво, Владо и Раде. Може ли вака да се присетите на детството ваше, на младоста ваша, кој што ја поминавте во селото Гостиражни? Прво деление сум завршил во основното училиште Стојан Тимовски во Гостиражна. Учител му бил Благоја Силјановски и 60 и некоја година, да речеме, се преселивме во село Горно Лисиче. Живееме тамо од 61 година па се до денеска. Таму оставав семејство и се ми е добро. Што те влече, да речем, да доаѓаш овдека во родниот крај? Како и секој, мене ме влече родниот крај. Како и секој, кој ќе дојдам овдека се осеќам многу послободен. И тука сум се родил. Првите мои чекори си го направил во родното село Гостиражни и ова Ридов планинава. Така. Најинтересно ми беше кој ќе дојде вршење и сено собирање, косе. Се врши стерипале, копи се правело, черипаш од копата и така. Тоа ми било најинтересно, овдека немало друг живот. Железничкава станица ќе доаѓаш, ќе продаваш тркоколе за некој динар пари и така. Немало, да речеме, живот, младашки живот, кај што може да излезеш. Тоа било Гостиражни, железничкава станица и школата, една школа. На друго место немало. Рековте дека вашиот учител се викаше? Благоја Силјановски. Колку бевте вие деца во оделението? Па, ние бевме, да кажам, да речеме, прво и трето, четврто и второ. Па доста деца, доста. Како беше учителот, строг, добар? Просечен.
Podobna Mati Paraskevo, i prečista Djevo, primjer dade nam Mati, kako treba služiti Gospodu. Primjer dade nam Mati, kako Gospodu. Prezrela si sve zemaljske slasti i bogatstvo i svetske počasti. Udajni se u svetu i za svetska sveta. U pustini. Pustina je tebe veselila, za Bogom si stalno govorila i bila si vesela jer si Hrista nosila u srcu. Реколте дека живеете во Скопје, во Ново Лисиче. Во Горно Лисиче. Што бе влечи овдека да дојдете во манастирот Света Петка? Манастирот Света Петка е изграден од моите родители, кои што го подигнаа со народ и еве се гледа што е направено. Народ го прави, они се отидоа, останавме ние, остана народот овдека кој што доаѓа да види некоја добрина. Ме влече да дојдам затоа што сум видел многу добрини од одека. Доаѓам тука, донирам некои пари, колку што можам, правиме. Повеќе пати доаѓам. Prepodobna Mati Paraskevo, oj prečista Djevo, primjer dade nam Mati, kako treba služiti Gospodu. Primjer dade nam Mati, kako treba služiti Gospodu. Prezrela si sve zemaljske slasti i bogatstvo i svetske počasti. Udalji se u sveta i sa svetska sujeta. U pustini. Pustina je tebe veselila, sa Bogom si stalno govorila, jer si želje telesne i demorske prelesne pobedila. Mrtvo more i odranske stene, za tebe beše baštane uvene. I u bašti beli krilo, blagi Gospod milostiv, spasitelj. I u bašti beli krilo, blagi Gospod milostiv, spasitelj. Prepodobna Mati Paraskevo, moli go Boga ti prečista Djevo, da se Gospod smiluva, grevo i da nam oprosti, za навек. Кога изотринала бе во селото, твоите соселани ми раскажаа една легенда поврзана со манастирот Света Петка. Но ме препратија кај вас да ми кажете таа легенда, да ја чујат нашите гледачи. Манастирот е подигнат по сон на мајка ми. Прво е направена чашпата доле Света Петка, па после е направено мало манастирче тука и со помош на народот од Прилепскиот крај од Скопје, од сите, собирани се пари по народот, и се е тоа донација од народ, од фирми,
од народ за народ и пак за народ. Сите ние след тука дојдени као гости и ќе се одиме. Али ова останува. Останува и во овој момент, речеме за овој одбор, гледам некој голем прогрес, голема доверба имам во нив и манастирот почнува поново да се гради, почнува поново да живее. Света Параскева се родила во градот Епиват, кој се наоѓал меѓу Силваранија и Цариград. Таа била родена кон крајот на 10 век во петок, денот кога евреите се подготвуваат за празнување на празникот Сабат, сабота. Затоа нејзе и го даде името Параскева, што значи подготовка. Постојат 3 празници посветени на Света Петка, и тоа Света Преподобна маченичка Петка Римјанка, која се слави на 8 август, Преподобна Параскева Петковден, кој се слави на 27 октомври, и Преподобна маченичка Петка Иконичка, која се одбележува на 10 ноември. Петковден е голем христијански празник, посебно славен и почитуван секаде во светот, па и во Македонија. Тој е прв празник од зимските слави. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и нине и више во веки веков. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј. Отче благослови. 5 хлебови, 5000 сетиви. Сам благослови хлеби сија пшеницу, вино и елеј, и омножи сија во сјате обители сеј, во гради есен, во веси сеј, во все мирје Твое, кушајуши од них верни осјати, јако Тие си благословляјај и осјачајај сјаческај Христе Боже наш, и Тебе славу усилајем со безначалним Твоим Отцем и пресвятим и благим и животворящим Твоим Духом, нине и присно и во веки веков. Амин. Бога Ти овничаша и закаша, зискајуш стиже Господа, не личася сјака го блага. Бога ти овничаша и закаша, зискајуш стиже Господа, не личася сјака го блага. Благословен е Господне на вас, того благодати и човеколюбием, всегда нине и присно и во веки веков. Еден од обичаите кои се практикуваат на празникот на Света Петка е петтолебијето, кога луѓето носат 5 лепчиња во црква во спомен на настанот од Библијата, кога Исус Христос со 5 леба нахранил 5000 луѓе. При тоа 5 лепчиња се осветуваат, при што едно му се дава на домајкинот, а 4 стануваат во црквата. Тоа е светителски празник кој што се празнува секогаш на истиот датум, а денот од седмицата секоја година се менува. Празникот е секогаш на 27 октомври или 14 октомври по стар стил. На помощь Израилю. На помощь Израилю. На помощь Израилю.
Петков ден е празник на жената. Ова представува високото достоинство на жената во христијанството. Тоа е издигнување на жената до светот во црквата. Тоа е најголемото признание на жената и на земјата и на небото. Ова е доказ дека во христијанството жената е исто достоинство, чест и слава, како и мажот, па и така може да биде света, а не само мажот. Затоа има и жени светителки, а не само мажи, и празници на свети жени, како и на мажите. Додека сето ова ми го говореше мојот домаќин Владо Котевски, манастирскиот двор вриеше од народ. Од сите патциња и сокашиња, од секаде доаѓаа гости. Манастирските домаќини ги завршуваа последните подготовки за празнувањето на така наречениот манастирски заслуг и за вечерната богослужба. Всего ми да постојано за Божи цркве, о спасени, помоши, состани, страхом Божи, труждајќи се, служавши, Отец и брати наши, оставивши шествие, суши веселение, неослужавши, успени, славени, Господи, Господи, Отец, брати наши, задržавши, посуду православни, меше молимся, Уеже сохранити се святе обители сребро, и всяко добро здраво благо, се Христо покорка меѓу нашествено пленников, меѓу собија брани живилости, боговете и благому, и човекови Богу нашему. Како по стар адет и обичај, по беседната реч во чест на Света Петка, парохискиот свештеник манастирската слава ја започна со благослов на засловот и постната вечерна трапеза, најавувајќи ја утринската богослужба во манастирскиот храм Света Петка. Здраве Господа дава секому, да се здрави живи луѓе, фамилии. За година повесели и покојни. Ево, малку, Копија. Главни сте. Така бивајте. Исто така, како по стар адет и обичај, празнувањето заврши што беше започнато со заслугот, со вечерната богослужба, со утринската богослужба, по беседната реч во чест на Света Петка на парохискиот свештеник, благословувајќи ја манастирската слава, со покана заедно пак да се собера до година. Генерален спонзор на документарниот серијал
патуваме низ Долденска околија е Владо компании Прилеп.